Говеда го освоија Голак. Некогаш сјајниот туристички комплекс Голак на Делчево се претвори во голема штала каде царуваат над 100 говеда кои го користат шумското богатство, лековитите билки и плодови за собствени потреби, додека руинираното детско одморалиште на Голак и просторот над вилата на Фротирки и манастирот на Чавка го претворија во спална соба. Присуството од говедата е видливо на секој чекор и богатството од мувите и лошата миризба се декор кој најмногу им пречи на лицата кои на Голак се секојдневно таму инвестираат или работат. У радиус на туристичкиот локалитет Голак на 2 километра, значи тука на 2 километра до 3 километра е се опустошено и се просто уништено. Значи поило е на овие стокарите таму, на оваа стока што ја спомнуваме, и просто е загадена водата и можем слободно да кажем дека водата не е за пиење. Тука доваѓаат стока, они ги нешто можем одгледуваат, нешто ги не одгледуваат, виж како е се тоа лајна. И со водата гори има многу проблеми, бркаат таму кај ние тоа пиеме од таа чешма, од тука загадуваат водата. Овие луѓе се обратиле до сите институции, но спас од говедата нема. Во полиција имаме пријавувано за направена штета горе, захвато кај што е водата, каптажата, кршат катанците, ги кршат за да си поат стоката, а додека тука имаме пријавувано и на овие инспекторите, комуналните инспектори, на инспекторката која што е за испаша. Значи, буквално никој нема слух. На присуството на говедата реагираат и ретките викенд туристи. Мој апел е и до сегашниот градоначалник и до идниот градоначалник. Голак е, мислам, најубавата планина у Македонија, на 1300, 400, 500 метра надморска висина. Денеска сме тука на ручек со фамилијата и со некои пријатели. Прекрасно е, ама грозно е да гледаш како крави пасат, секаде измет по планината. Голак на времето беше најчистата планина. Треба да се најде некое соодветно место за кравите. Само треба повеќе да се инвестира. Значи, инфраструктурата, гледам, пато е направен, реновиране, мислам. Ке треба малце повеќе среде хотелчиња да се направат нешто за рекреација. Кој треба да ги тргне говедата од Голак? Од Државниот инспекторат за земјоделство велат дека тоа е општински комунален проблем, бидејќи Голак е викенд туристичка зона со донесен дуб, а од општинскиот комунален инспектор велат дека тие се надлежни само за градот. И додека говедата се изгубија во административниот лавиринт на надлежностите, тие гордо живеат на убавата планина на 1500 метри надморска висина, чија шума од 1976 е прогласена за спомен шума Гоце Делчев.